Иран не е Газа, Иран не е Хамас. Иран е многу сериозна држава од 90 на милиони, многу цврста, 5000 години имаат државен континуитет, освен оние 12 години кога бил Александар Македонски тамо на гости. Значи, Иран има сериозна војна опрема, зад него стојат, као што се фалеа до вчера, Русија и Кина, не дај Боже и Северна Кореја. А видовме дека тоа што иранските лидери рекоа дека ќе ги нападнат не само американските бродови, туку и сите американски бази во Блискиот и Средниот Исток, тоа се оствари. И мислам дека еден носач на авиони, што чини меѓу 10 и 15 милијади долара, што би рекол Путин, а една ракета негова чини милион долари, може тоа да се случи. Најголемото концентрирање на американска војна флота е токму пред Иран. И мислам дека може да има последица и качувањето на нафтата. Копнена офанзива нема да има, затоа што Иран е планинска земја, као што американците начело со Бил Клинтон не донесоа копнена војска против Србија и Милошевиќ, зашто, пазите, на есен ќе има така наречени midterm elections, кои што ќе ги загуби Трамп и се очекува да го загуби и Сенатот, да го загуби Представничкиот дом и да ги загуби тие гувернерски места што се најважни во Америка. Според тоа, неговата приказна и сон да добие Нобелова награда, као миротворец кој, као што се фали 8 војни решил, ќе му биде за другиот мандат ако го добие.